Добар ден, почитувани гледачи, се враќаме ние повторно во отвореното студио 1, втор блок. Веќе добро знаете дека денеска се дружите со мене и со колегата Антонио Крстевски, а во овој термин секако подготвивме уште една интересна тема, односно станува збор за молекуларната гастрономија и трансформацијата на состојките во готвењето. Токму на оваа тема денеска разговараме со доцентот на Технолошко-металуршкиот факултет Јана Клопчевски, низиниот соработник Лука Радовиќ. Добар ден и добре дојдовте во отвореното студио. Добар ден. Благодарам на поканата, Елена. Баше многу ви убаво студио, многу добро се чувствуваме вака. Ви благодариме на убавите зборови. А сега јас ви почнала од почеток, односно темата молекуларна гастрономија во нашите простори во Македонија на Балканот не е многу распространета, па токму сметам дека еве треба да почнеме со тоа што точно представува молекуларната гастрономија да им доловиме на гледачите. За почеток да ги информираме гледачите, бидејќи преку медиумов, нели, преку образование и преку различни други настани, до сега се обидовме во претходниве 3 години да дадеме значење, да речеме, и да објаснување што е молекуларната гастрономија. Молекуларната гастрономија во светот е некаде многу подамна постои, да речеме од пред 20 на години. Мислам дека понекогаш сме слушнали, сме гледале на 24 Kitchen, Хестон Блументал, како ја менува состојбата на храната, тоа е промена, да речем, на состојбата на храната на молекуларно ниво. И све оно што сме навикнати, да речем, да го гледаме цврсто или течно, го конзумираме на различен начин. Водата е во цврста состојба, во вид на сфери, па можеме нека инфузирана вода или нешто интересно. Па алкохолот, тој што да речем, го пиеме е течен, па може да испарува, да биде гасовит, па да одиме со 0 калории или нешто слично. Начинот на презентација на храната е различен од сите други што сме ги виделе. Да речем, исто така сирењето или некој кавијар од боровница или од различно друго овошје, киви, од мед. Не сме навикнати, меѓутоа полека ја прифаќаме храната во Македонија и веќе знаеме за што се работи, нели, што е молекуларна. Почнавме со Скопје Design Week 2016, до сега веќе реализирани 36 проекти, да речам, или 36 презентации или во форма на ивенти, да биде вака поясно на гледачите зашто сме овде. Така да мислам дека во Македонија веќе почнува да се буди една свест што значи молекуларната гастрономија и каде се наоѓа Македонија во тој поглед. Во рестораниве во Скопје има одредени луѓе што се интересираат, меѓутоа малку е потешко да се дојде до сите тие состојки, до сите тие техники да се изучат. Затоа ние на Технолошко-металуршки факултет да речам дека ги обучуваме нашите студенти. Ова е еден вид на апликација на нашите студенти, све оно што научиле по различни предмети го аплицираат во ваквите проекти со молекуларно. Велите дека состојките тешко да се набават. Од каде ги набавувате вие состојките? Скапи ли се? Да, состојките тешко да се набават, бидејќи да речеме дека се снаоѓаме е неблагодарен збор, меѓутоа ева правиме некогаш одстапки од типот кој каде може да ги набави, па со одредено одење и патување по странство, да речам дека еве Шпанија, Сингапур, нешто Америка, нешто се снаоѓаме, некој нешто ни носи, нешто набавуваме и локално, така да е тешко и се скапи. Можам да кажам дека една подлога што користиме некаде чини околу 150 евра ориентационо, што се користи, затоа и оваа храна нема иста цена на чинење како другите, затоа и кога е послужена надвор во светот во вид нели ресторански оброк, е многу поскапо да се дојде до храната, да се закаже во ресторан и да се плати, нели? На крај сметката е многу интересно, поготово за нашето поднебје, бидејќи малкумина од нас излегли и го виделе тоа. Дури јас не можам да се пофалам дека сум отишла некаде надвор и сум јадела молекуларна храна во ресторан, бидејќи тоа многу тешко да се дозволи. Она што ние сакаме да го направиме овде и што го работиме во последниве 3 години е дека храната може да дојде до обичен потрошувач, до обичен гостин, клиент, фирма или како и да е, да може да почувствува што е позитивната така. И многу е интересно тоа што го правиме и во вид на кетеринг и во вид на шоу. Некој вид на кетеринг, да речем, и шоу, кој што обичен гостин може да се го дозволи. И ќе каже дека јас сум пробал молекуларна храна еднаш барем во животот. Така.
Пред да го вклучиме Лука во дискусијата, предлагам до режијата да ги пуштиме и инсертите од тоа како оди процесот лабораториски, ги имаме подготвено, ќе го прокоментираме и процесот подетално. Лука, соработуваш со Јана колкав период и како оди соработката? Па периодот не е многу голем. Од скоро почна соработката. Во самиот процес, во самата, да кажем, приказна, се разбуди голема привлечност, бидејќи самиот процес на изработка на молекуларната гастрономија е процес кој што е креативен од идеја до реализација. Идејата, можеме да кажеме дека се одвива во неколку етапи. Првата етапа е, да кажеме, анализа на самиот клиент. Бои на, да кажем, фирмата, логото, кое што потоа се прилагодува на форма и на бои на храната. Потоа се работи организација на презентацијата, организација на сценографијата, се работат композицијски кадри на моментално, тоест постојаните, да кажем, шанкови, да? И самата презентација на клиентот кој што доаѓа, тоест на конзуматорот, кој што доаѓа да ја проба храната. Во моментот гледаме токму дел од подготвувањето на процесот на храната, ќе ни објасните ли конкретно што е ова што го гледаме? Да, овие се пенливи бомбони, значи пенливи се по предметот технологија на кондиторски производи. Кој што Мишела Темков, колешката, ги води вежбите во моментот. Прилогот е сниман во лабораторијата за прехранбена и биотехнологија на Технолошко-металуршки факултет. Можат гледачите да го видат во моментов процесот на сферификација или правење на перли од различно овошје или сладолед со активен јаглен, колку што гледам на прилогот. И дел од атмосферата, лабораториите каде се создава храната, како ние работиме. Можам да кажам дека атмосферата е позитивна, со музика, во координација со нашите студенти. Нашите студенти во мантили облечени имаат свој сетап, така да излегуваме и се презентираме на многу интересен начин. И морам да напоменам дека секој ивент е, да речеме, прилагоден на потрошувачот или custom made, како би се нарекло. Затоа и Лука со нас во тимот вклучен, бидејќи архитекти може да не, да речам, да изгледаме креативно, да го смениме целиот, имаме така еден убав сетап, што би се нарекол. Како тоа да го направиме во вид на ивенти, како гостите да бидат задоволни. Бидејќи презентацијата е еден голем дел од работите ни завршува. Не е само да се произведе храната, туку мора и добро да се испрезентира. Колку време се подготвувате за ивент или еве конкретно за споменавте сладолед од активен јаглен? Колку време е потребно да се подготви тој? Па, тоа е еден процес, како што кажав, буквално од идеја и до реализација. Период можеме да кажеме дека трае од една недела до 2 недели, зависно од колку е комплексна потребите на клиентот или да, се прилагодува суштина све на потребите и желбите на клиентот, организација на самата работа. Да кажеме дека најголемо време е посветено на идеја. Кога ќе се дојде до клучната идеја, работите течат. Да, понатака тече во зависност што сме се договориле како треба да изгледаме, што треба да испрезентираме. Секој клиент има посебни потреби од типот сакам да речам ваква боја, вакво лого. Скоро работевме за БАС, односно Sport Vision Македонија, па имавме да речам молекуларно сирење со знакот на Nike. Па излегува многу фини фотографии, понатака ќе соработуваме исто со досега 30. Што е специфично досега што било побарано? Рековте алкохол кој што не е во течна состојба или храна кој што сме навикнати сега на во друга состојба да се конзумира. Што е она што еве и да им стане и појасно на гледачите? Така.
Знаете што беше наш предизвик? Во суштина секој настане предизвик, секој ивент и секој проект е предизвик. Меѓутоа интересно наши долгогодишни соработници на факултетот и мои и на дел од колегите се МЕРК, нели застапништвото, односно Варус Македонија. Така да имавме предизвик од типот 60 години прослава на глукофаш, лекот за диабетичари. Бидејќи 60 години лекот не е променет, ние имавме еден вид, да речам, 2017 еден предизвик, како молекуларната храна да биде со многу малку калории и да се прилагоди на исхраната на диабетичарите. Што значи дека тука имаше и торта во вид на глукофаш и форми од типот на пилули или така да многу интересно, ета таков еден предизвик од типот и научно-истражувачки и прилагодување на компанијата, како можам да го нагласам меѓу другото. Осем лого, бои. Имате ли институционална поддршка? Да. Имам институционална поддршка и од колегите, и од раководството, и од деканот на Технолошко-металуршки факултет. Неколку сме работеле настани за факултетот, каде што се запознаени и ректорот, и министри, и многу интересно го прифаќаат тоа. Можам да кажам дека подобро не прифаќа младата популација. Тоа и Лука може да го потврди, бидејќи беше пред да почне да работи со нас, беше како гостин на Нойланд платформата на Филип Морис и притежно беа во значи барот помлада популација, да речам дека бевме многу интересно прифатени и секогаш се повеќе љубопитни. Додека да речам по одредена популација која што не специфицирам години, меѓутоа да речам што е ова, дали има калории, колку има, смеам ли да го пробам, безбедно ли е. Во принцип, по моја статистика, негде минимум 3000 луѓе пробале во Скопје, минимална бројка. Секогаш сакаат унапред да знаат за што станува збор, но никогаш не им е проблем за пробување, за конзумација, љубопитност е голема, кај да сме, што е, како вид на ивент да е, така да голема е заинтересираност на самата млада популација. Рековте еве дека споминавте дека има интерес кај младите, меѓутоа општо како бизнис идеја во Македонија има ли интерес од таа гледна точка? Па има и нема интерес. Колку луѓе воопшто знаат да го работат ова? Так. Тука дојдовме до многу клучно прашање. Луѓето може да пробуваат во домашни услови, меѓутоа изведбата, односно реализацијата на крајниот продукт е, да кажам, не многу добра. Бидејќи ние сите дома можеме да експериментираме, гледаме YouTube, знаеме рецептура, све ни е достапно на интернет. Меѓутоа, во принцип тоа не се одвива така, бидејќи стварно бара многу посветеност, многу работа и многу знаење. Сигурно може и опасно да биде во одредени моменти доколку не ги познавате доволно. Па се работи за храна и состојки кои што некој дел од состојките ги имаме дома во самиот фрижидер, во самата кујна, а дел од состојките обичниот, да речам, граѓанин или гостин на некој ивент не може дома да си ги дозволи, бидејќи се тоа подлоги како алгинати, хитозани, восоци кои што не може да се најдат туку така. Значи мора да се донесат прво во Македонија, се увезат и слично. Значи ги нема во држава. Па многу ретко ги има или се снаоѓаме на некој начин. Така да не би пробувала. Нашите експерименти понекогаш се основаат и мора како експеримент на проба грешка. Меѓутоа има и успешни и неуспешни обиди. Многу треба да се навлезе во оваа тематика, многу треба да сме обучени. Јас можам за моите студенти на прехранбена, бидејќи сум на двата смера, можам и на биотехнологија, да кажам дека се обучени комплетно. Со сите предмети што ги изучуваат, се обучени да речеме навлезат и фино тие техники, тие ги почнуваат со вежби да ги прават, па понатака да се усовршуваат и аплицираат, да работат на апликативни проекти. Јас суштина кога влегов целава приказна, мојата сфера на интересување беше дизајн. Дизајн на храна на формите, дизајн на изложување, меѓутоа за да дојдеме до целиот тој дел, треба да се запознаеме со сето тоа што е претходно. И запознавање со лабораторија сфатив дека мора да се има огромно знаење за работа, мора да се луѓето мораат едноставно да бидат обучени, бидејќи станува збор за нешто што се произведува во лабораторија. И не би пробувал во домашни услови. Значи ние подобро, Антонио, да не пробуваме во домашни услови. Да. Само на крај за вашите следни цели и идеи кои што планирате во блиски днина да ги реализирате. Па, да ви кажам дека еве воведуваме новини во тимот и имаме
интересни планови како и тоа да го нагласам дека имаме свој Instagram профил кој што е les.scientist. И сакаме да речеме да направиме одредени промени после 3 години, почнувајќи од Скопје Design Week, па натака многу фешн викенди изработени, многу презентации, видеа и интервјуа, да кажам, гостување по телевизии неколку пати. Решивме дека треба да промениме, да изгледаме поразлично, да воведеме новитети. Претходниот викенд имавме и многу интересен настан, бидејќи морам да напоменам дека се ова се води под координација на агенцијата Bottega Eventi, која што сите 3 години нас не поддржува активно, мене и моите студенти и целата екипа. Не ангажира, тоа ни е како привремена part-time job или како се нарекува уште дополнителна работа, во која што сите ние се реализираме на свој начин, со свој дел и учество. Имавме претходниот викенд настан, може би сте запознаени, Gentleman's Expo, Whisky Edition. Овој пат беше втора година и беше специфицирано за виски, па одевме со виски кое што испарува, има 0 калории, бидејќи во гасовита форма е различно од колку течно. Подевме на презентација на различни типови на виски и нешто што екипава лансираше како производ, кој што ќе дојде на ред за комерцијализација, се нарекува Spreadable Whisky или Whisky Gym. Јас во моментов не носам за вас од вискито, меѓутоа дополнително ќе ви донесам да го пробате. Така да имаме доста планови за иднина, кои што еве ќе учествуваме можеби на Софија Bar Week, во соработка веќе сме со Софија и сакаме ова да се прошири малку порегионално, бидејќи регионално слабо стоиме со молекуларната гастрономија. Прва земја која што ни е најблиска и која што така убаво е развиена во тој поглед е Шпанија. Балканскиве земји значи, послабо. имате отворен пат да се проширите и на Балкан. Тоа е Ви целта. благодариме за гостувањето и ви посакуваме успешна работа. И благодариме на вас. Благодариме. Навистина интересен разговор, меѓутоа ние не завршуваме тука. По кратка пауза се враќаме со колегата Дејан Андуновик да ги анализираме вестите од регионот и од светот.